Денес повторпат се среќаваме со граѓаните во форма на граѓански парламент кој што го формирав после моето назначување како градоначалник на општина Прилеп. Повторно се сретнавме денес, ќе се сретниме денес да ги кажат сите своји заложби, сите своји идеи, сите своји проблеми кои што мислат дека треба да ги реши градоначалникот и општината во Прилеп. Мислам дека оваа форма на заедничко дружење на градоначалникот со граѓанските здруженија, невладените организации и граѓани поединечно, ќе продолжиме и понатаму да ги градиме овие односи со цел да се решаваат проблемите што ги тиштат граѓаните во општина Прилеп. Сите тие предлози ќе бидат дадени, а после ќе бидат прегледани од стручната јавност, каде што ќе бидат одредени приоритетите. Приоритетите што треба да бидат кој први од сите предлози ќе бидат реализирани. Се надевам дека ова ќе продолжи понатаму. Јас гледам дека денес има доста присутни, заинтересирани, сигурно ќе имаат своји предлози, кои што заедно ќе го предложиме за следниот буџет во наредната година. Прилеп како терминален дел, ние земаме последниот тој дел од водовод од Студенчица и за жал има многу други случаи места почнувајќи од изворот, од крајниот терминален дел. Ќе ви кажам точно и во колку единица мерка тоа ќе се движи. Денес сега пазната на уште полиска точка до полиска граница, 110 кој е исто ваков еден тек до крајот на годинава може да биде уште. Загубата изградот е многу мала, минимална е, а таа загуба во основи. Мислам дека основниот почни да работи вчера имале барање да ја пуштат термоелектраната основи да почне да функционира, да работи. Може да замислите таа ако почне да работи, таа треба да користи од 150 до 160 литри во секунда до системот на електраната и некои 2-3 села близко таму до електраната. И на Барбара стигнува со 150 до 150